Ова е најскапото оро за време на COVID-19 епидемијата. 30.000 евра казна побара јавното обвинителство за 30 гевгеличани, кои за Великден го прекршија полицискиот час. Овие снимки се од најскапиот протест за време на COVID-19 епидемијата. Првичните 15.000 евра за 3 лица од Сингелиќ кои го прекршија полицискиот час пораснаа на 95.500 евра за претени казни, кога стигнаа пријавите за 23 од оние што протестираа за ослободување на првично приведените. Литијата во Струга е третиот најмасовен настан каде не се почитува анти-COVID-19 мерките. Дали и тој ќе добие префикс КАП, ќе зависи од истрагата на струшкото обвинителство. Иако јавно најекспонирани во овие настани учествуваа незначителен дел од вкупниот број лица кои се казнети за прекршување на мерките против епидемијата. До средата, обвинителствата низ земјава предложија парични казни за 1982 лица. Вкупната вредност е најмалку 2,84 милиони евра. Бидејќи во дел од пријавите, обвинителите оставиле на судот да одреди колкава ќе биде паричната казна. Најголем дел од казните, 93,5%, се поради прекршување на полицискиот час. 6% од пријавите се поради прекршување на задолжителна самоизолација, додека само 0,5% се казни за угостители. Портпаролката на Државното јавно обвинителство Елизабета Недановска вели дека за прекршување на здравствените прописи обвинителот поднесува или обвинителен предлог, или како што е најчесто случај, предлог за издавање казнен налог. Онаму каде што е евидентно дека определено лице го сторило кривичното дело, каде што доказите се многу експлицитни и се многу јасни, нема потреба од одолговлекување на постапката. Во такви ситуации јавниот обвинител до судот доставува предлог за издавање на казнен налог. Но иако на прва се чини дека COVID-19 може да донесе и пари во буџетот, тоа не е баш така. Откако во скратена постапка судот ќе изрече казна, што најчесто е сумата предложена од обвинителството, осуденото лице има 3 опции. Првата опција е да ја плати казната со што постапката завршува. Втората опција е да не ја плати казната во дадениот рок, што автоматски се преиначува во казна затвор според бројот на дневни глоби. Третата опција, за која осудените имаат 8 дена, е да поднесат приговор. Тогаш веќе постапката продолжува како редовна постапка пред надлежните судови, односно се закажува главна расправа, односно се постапува како да е обвинителен предлог во прашање и предлогот кој што го дал јавното обвинителство веќе нормално за натамошна санкција си продолжува во редовно постапување. За сега нема релевантна статистика колку осудени платиле, колку можеби ќе одлежат некоја недела затвор или пак колку поднеле приговор. Искуството од Кавадарци, например, говори дека сите 40 лица осудени на парични казни по пријави кои стигнале во март и во април, поднесуваат приговор. Казнените налози представуваат една новина во нашиот кривично-правен систем, затоа што со овој закон за кривична постапка тие влегуваат во оној систем кој што се нарекува забрзани постапки. Знаете, обвинетото лице за прв пат се запознава со самата постапка дури кога ќе добие пресудата. И затоа се оди на најлесните кривични дела до 5 години, се со цел да бидат запазени и почитувани човековите права и слободи, односно правата на осуденото лице да може во секој момент да приговора доколку смета дека се повредени неговите права. И тука и најголемите противници токму и на обстанокот на овој институт казнен налог. Во помал дел, приговорите во Кавадарци се однесуваат на висината на изречената глоба. Според Нанев, дел од казните се навистина високи. Цело семејство од 7 члена, предложена мерка, односно издавањето на казнениот налог за секој поединечно по 3.000 евра. Замислете сега хипотетички 7 по 3, 21.000 евра. Буџетот можеби ќе се наполни, меѓутоа овде сигурно дека немаме правда и правичност во таквата ситуација, ако ги имаме во предвид економските и социјалните аспекти. Во најголем дел, приговорите во Кавадарци се од патници и камионџии кои доаѓале од странство. Адвокатот Димитар Петков има поднесени приговори за 3 клиенти со таква приказна. 2 од нив се професионални возачи кои на граница потпишале изјави за самоизолација, но полицијата им тропнала на наврата за проверка пред да стигнат до дома. Професионални вожени камиони кои што ради начинот на извршување на своите работни обврски не се во можност веднаш по влегувањето во Република Македонија со своите товарни воза да се упатат на место каде што бидат подложени на самоизолација. Туку
туку одат до бараната дестинација каде што треба да ја истоварат робата или стоките кои што ја превезуваат. Во моментот не можат поради завршувањето со работно време, фирмите на време не може да истоварат робата, ги задржуваат до утре дената, а во меѓувреме на граничните премини дојавуваат до полициските станици, конкретно во Каварци општа надлежност, заради да изврше проверка и контрола дали лицето кое што дало изјава на влез во Република Македонија е на местото на кое што навело дека ќе ја спроведува таа самоизолација. Третиот клиент на Петков се жали дека е казнет зашто не седел во самоизолација, иако не потпишал таков документ. Истиот кој го пречекал својот син од Соединетите Американски држави, не ја поминал границата, го пречекал на нашата македонска граница, ДВ-Баир конкретно, побарал и прашал од царинските службеници и полициски службеници кои се на граничниот пребер, дали е потребно истиот да потпише таква изјава за самоизолација. Воопшто не му било наведено или побарано од него да потпише таква изјава за самоизолација, туку само му била побарана лична карта за да биде истиот легитимиран. За дел од своите случаи Петков ќе ги бара за сведоци службениците на граничните премини. Во Кавадаречкиот суд го очекуваат тоа и за други предмети. Очигледно е дека ќе имаме сериозни потешкоти да ги обезбедиме службените лица. Тие се по 2-3 кои што биле на смена, треба да бидат повикани за секој предмет поединечно, што значи дека ќе треба одреден временски период за нивно доведување во судот и нивен распет во текот на доказната постапка. На нив не се сомнева дека и Кавадаречкиот и другите судови ќе имаат капацитет да се справат со приливот на случаи. Сепак има резерви. Но моето мислење е дека од аспект на остварувањето на заштитната функција, од аспект на целата оваа состојба, земејќи ги предвид економските и социјалните состојби, дека многу кратко време после донесувањето на овие одлуки, дека било која власт, односно властите во нашата држава, очекувам дека ќе биде донесена одлука за амнестија. Можна амнестија за овие случаи не доаѓа предвид за јавното обвинителство. Секако дека не. И тука не ја земам само во предвид обемната работа која што е вложена од страна на јавните обвинители. Ќе се навратам повторно на моментот на доброто кое што го заштитуваме со сите наши постапувања и повторно во законски дадените рамки. Овде имаме кривично дело кое што директно ни напаѓа во едно општествено добро. Би рекла, доколку ми дозволите да се изразам така, каде што пред се станува збор за една несовесност во постапувањето на граѓаните. Идејата за амнестија на прекршителите на здравствените мерки веќе влезе на политичката сцена. Ја пласираше Зијадин Села, за кого главен аргумент е економската немок на граѓаните. Мендoj që qeveria duhet të propozojë amnesti të gjithë dënimeve të cilët janë bërë deri tani. Sepse janë shumë qytetarë që janë dënuar, bëj thirrje në njëjtën kohë që ti respektojnë masat nga qeveria, janë për të mirën dhe përshëndetjen e qytetarëve dhe për të mirën e gjithë secilit individ. Како и да завршат предметите со казнените налози, од актуелните нецелосни статистики е јасно дека буџетот нема веднаш да види значителен ќар. Всушност, може да се случи и спротивното. Ако има голем број приговори, ако осудените не ги плаќаат казните по правосилната пресуда, тогаш ќе се наполнат затворите, макар на краток период.